Од 1 февруари нема да има рецепти, упати и исплаќања за породилно и боледувања од Фондот за здравство, ако управниот одбор одлучи да им се намали платата на вработените за 21%. Ако се изгласа оваа одлука, од четврток работата на ФЗО ќе застане, а вработените ќе стапат во генерален штрајк. Синдикалната организација на ФЗО ги повика членовите на управниот одбор и директорите на институцијата да не ги доведат граѓаните во ситуација во која нема да можат да остварат ниту едно право од здравствено осигурување. Тоа би значело, ако започне штрајкот, ниту еден вработен нема да извршува работни задачи по никоја цена. Доколку има штрајк, апсолутно прекинуваат сите неесенцијални функции на Фондот за здравствено осигурување, така да освен по едно лице што ќе прима документи, другите вработени воопшто нема ништо друго да работат. Тоа во превод значи нема никаква исплата за ништо, ниту за капитација за матични лекари, ниту за лекови за аптеки, ниту за плати во јавно здравство, ниту за лекови во јавно здравство и така натаму. Синдикатот упати низа критики до власта. Велат дека е неразбирлива препораката за намалување на платите. Според нив, главен виновник за предлогот бил министерот за финансии. Праќаме луѓе на лекување. Имаме доктори, имаме фармацевти, имаме инспектори кои имаат плата од 25 до 27.000 денари. Тоа е под секое човечко достоинство и на крај, ова барање само да кажам да бидам гласен и јасен, ова барање од министерот за финансии Патмир Бесим. Министерот за финансии на влада донес подбара, владата го поддржа да се намала платите за 21%. Мислам дека не знам кај ќе му оди душата на тој човек. Буџетот на ФЗО е над 46 милиарда денари, од кои износ за плати се издвојуваат 1,19%. Инаку, синдикалците на фондот во јули минатата година постигнаат договор за покачување на платите на вработените во висина од 15% во неколку фази. Ова покачување се пролонгираше 7 месец декември 2023 година за вработените на ФЗО да можат да се усогласат со платите со сродните институции. И покрај постигнатиот договор, владата преку ноќ донела заклучок со која му препорачува на управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување да ги намали платите на вработените.